Проблемот со обезбедувањата на лицата со психички заболувања кои се сместени во судските оделенија во психијатриските болници се најдоа во извештаите на Народниот правобранител во делот на местата за лишување од слобода, полициските станици, казнено-поправните домови и психијатриските установи. Во вонреден надзор во психијатриската болница Демир Хисар е посебно забележано дека лицата покрај психолошкото нарушување имаат и тешки кривични дела, дека не се под надзор и често бегаат од болницата. Комплексноста на случаите и специфичниот профил на пациентите создаваат значителен притисок врз расположливите човечки материјални ресурси. Во услови на ограничен кадровски капацитет и недоволни ресурси, стручниот тим се соочува со сериозни тешкоти во обезбедувањето соодветен третман и континуирана грижа за пациентите. Дополнително, беше посочено дека болницата не располага со соодветни безбедносни капацитети и услови за згрижување на лица од ваков профил, поради што бегствата од установата представуваат појава која се случува релативно често. Канал 5 во серија прилози ја работи оваа тема, каде што вработени од болниците велат дека и покрај малиот број на вработени за лекување не може да бидат и полицајци и да ги контролираат. Александар Пандов, првиот човек на управата за извршување на санкции, потврди дека со новите измени на законот ќе биде ставено да има во овие установи затворска полиција. Исто од канцеларијата на Народниот правобранител објаснија дека има и пренатрупаност во затворите и многу често притворите и оние кои се во затвор се заедно. Проблемот со пренатрупаноста реновирано е 8-то крило во установата, каде што се сместуваат од 4 до 6 осудени лица во соба. На овој начин, делумно е намален притисокот врз останатите крила во објектот, така наречен зграда, каде што се сместени осудени лица со затворен третман. Во полициските станици е потврдено дека нема доволно униформирани полицајци и во поголем дел од станиците нема посебни простории за сослушување на деца.